Состојбата со коронавирусот во државата од ден на ден станува се понапната и ја зголемува загриженоста кај граѓаните. Алармантната атмосфера се чувствува во речиси сите сегменти на секојдневното живење. Некои тоа го манифестираат со самоизолација и излегување по потреба, други со набавка на поголеми залихи од прехранбените артикли и други неопходни намирници. Иако надлежните апелираат дека нема паника, со образложение дека реално нема потреба од трупање залихи и создавање вештачки недостиг на наразлична трговска стока, сепак во маркетите се регистрира зголемен промет. Плашиме се, како се не плашиме. Набавуваме, за тоа ќе одам да земам нешто што за тај период кога нема да излаваме, да купуваме, да имам. Шом градинките ги сопират да не идат и учениците и ние нема да се движиме. Не многу, меѓутоа си постои одреден страв, бидејќи веќе се чувствуваат и првите заболувања на ниво на држава, така да не е без основа, меѓутоа не е многу застрашувачки. Оно се зголемува, деца, не викам да не се зголемува, ама најубаво да не се плашуваме. Да си пиеме чајчиња, лимонче и лукче, да не даде Бог. Болеста кој ќе дојде ништо не ни дава ни да јадеме ни да пиеме. По одлуката на Министерството за здравство и на владата за прекин на наставата во детските градинки, основните и средните училишта, која ќе биде насилена во наредните 14 дена, од утро во овие институции се затворени. Коронавирусот од денеска ги затвори основните, средните училишта и градинките, како и сите други воспитно-образовни институции. Учениците и наставниците од денеска па во наредните 14 дена по превентивна мерка од страна на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика нема да посетуваат настава. Докочани до затворање на дневникот се уште нема потврден случај на заболен од коронавирус. Меѓутоа, помеѓу граѓаните се шпекулира дека 5 граѓани биле сумнителни и пратени на дополнителни испитувања. Министерот Венко Филипче пак на денешната пресконференција изјави дека само едно лице од Кочани кое претходно престојувало во Италија е пратено на дополнителни испитувања во Штип и за него се чекаат резултатите.